Здраво! Добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја, вашата домакинка, а денес мојата кујна планирам да ја замирисам на сите зачини на Блискиот Исток. Храната на Блискиот Исток не ни е многу позната, не користиме толку силни зачини, но знам дека секој што ја пробал, кажал дека е многу специфична, но и многу вкусна. Денес ќе подготвуваме едно вегетаријанско јадење. Нема да употребам никакво месо, но ви ветувам дека комбинациите кои ќе ги употребам ќе ви направат да не ви недостасува протеинот во оброкот, а ќе се чувствувате како да сте на Блискиот Исток. Денес ќе подготвиме еден кускус, кој е традиционално јадење во многу земји од арапскиот свет, и една хариса торта, позната од мароканскиот регион. За да го подготвиме ова јадење, потребни ни се зеленчуци и кускус. Најпрвен ќе го подготвиме зеленчукот, бидејќи му е потребно малку повеќе да се пече, а за тоа ни е потребно ќе употребиме само 3 зеленчуци, бидејќи многу ќе надополниме со зачините, не би сакале да менуваме многу вкусеви. Ќе употребиме пиперката, бидејќи таа има силен вкус кога ќе се запече, тиквицата која е многу неутрална и црвениот крумит без кој не може ни едно јадење. На тавче за печење ќе ги исечеме на стапчиња, на малецки парчиња стапчиња, ќе ги ставиме во рирна околу 20 на минути на 180 степени. Не ги печете на јака температура, бидејќи не сакате да изгорат, туку сакате само да го добијат тој вкус на печена. Ќе употребиме еден црвен кромит. Вие можете и жолт ако немате црвен. Црвениот има малку поблаг вкус кога ќе се испече, но апсолутно нема никаква ништо да влијае на јадењето доколку употребите и жолт. Ќе го исечеме на полумесечинки. И пред да го печеме ќе го раситниме, односно ќе ги извадиме прстените еден од друг, бидејќи сакаме да се појави како нишка во целото јадење кое ќе го измешаме со кускусот. Ако плачам сега и ми се растече шминката, не е од несреќа, не е од тага, туку тоа е од кромит. Не најдов се уште ни еден совет со кој можам да ви кажам дека ако го направите и нема да плачете додека сечете кромит. Ете, ја се растеков. Ви треба тавче за печење, обложено со хартија. И ставате кромит. Секако разделете ги, бидејќи не дека ќе биде некаков проблем ако ќе го ставите цели, како цели полумесечинки, меѓутоа вака ќе ги подгорите сите крајчиња, ќе го имате тој запечен вкус на секое парче кромит. А при печењето шеќерот во кромитот ќе се нагласи и ќе му даде еден сладок вкус на јадењето. Кромитот е готов. Црвена пиперка. Би преферирала да користите црвена пиперка, и варките ни се еден традиционален зеленчук во нашата земја, прекрасен богат вкус, и во овој период јас имам тенденција да ги ставам во сите јадења. Зелената пиперка има понеутрален вкус и повеќе би добиле пинџураст вкус, додека црвената повторно ќе нагласи таа благост во јадењето, бидејќи како запечена има уште повеќе шеќерот во нејзе се ослободува. Ја сечете на стапчиња. Нека бидат потенки, бидејќи во исто овие 3 зеленчуци имаат исто време на готвење кога се печат на пониска температура. Не сакате да станат како печена пиперка целите меки, него сакате да имаат така крцкав вкус. Готова ни е пиперката и последната е тиквицата. Тиквицата ќе исечеме на полумесечинки, бидејќи кога исечеме на стапчиња, таа целата ќе се изготви побрзо и нема да имаме големи парчиња кои сакаме да ги загриземе, затоа ќе исечеме на полумесечинки. Бидејќи мојата тиквица малце поголема, јас ќе ставам половина, бидејќи не сакам да доминира, а вие ставете цела доколку е таа помала од оваа. Ете го нашето виножито. Прекрасно изгледа и без да е испечено. Јас мислам така. Сето тоа убаво мора да го измасирате со нашето ладно цедено масло на витаминка.
2-3 лажици. И ставете сол, убаво зачинете со сол. Имаме прекрасна комбинација на бои. Не ставајте бибер, бидејќи биберот ќе го искористиме во кускусот и не сакате да доминира. Сакаме да доминира куркумата, сакаме да доминира кимот и сите оние зачини на Блискиот Исток. Оводи во рерна, околу 20 на минути на 180 степени, доколку користите вентилатор, може да го скратите печењето и на 15 минути. Ке видите, значи не треба да бидат изгорени, не треба да бидат многу мекнати, треба да бидат запечени. Мојата рерна на горење има многу опции за печење, меѓу кои е таа со вентилатор на ниска температура. Ќе го ставиме зеленчукот и ќе видиме резултат на крај. Додека нашиот зеленчук се пече, ќе го подготвиме прекрасниот кускус. Кускусот е типично јадење на Блискиот Исток. Многу луѓе го сметаат дека се работи за житарка, но во суштина тоа се тестанини кои се претходно полуготови, се прават од гриз и вода. Многу традиционално јадење во сите земи на арапскиот свет и се подготвува најлесно на свет. Не го варите? Апсолутно не мора да го пржите, апсолутно не бара никаков напор. За да го не подготвите кускусот, се што ви е потребно е извриено тенџере со вода. Потребно ви е, кога ќе го ставите кускусот, само 2 прста вода да дојдат над кускусот и убаво да го затворите. Доколку не е топло тенџерето или го префрлите кускусот во садот, може да ставите прозирна фолија, доколку не, јас ќе употребам на обична чинија, битно е да не испарува водата и кускусот да ја впие целата вода. Значи кускусот, да се повториме, не го вриеме, го ставате во тенџеро на совриена вода. Го тргате од оган, кускусот не треба, бидејќи одма ќе загори, само треба да ја впие целата течност. За да ја впие прекрасни течности, јас прво ќе ставам зачини. Тука имам една лажичка цимет, имам половина лажичка куркума. Внимавајте со куркумата, колку може да ги разубави работите, толку може и сериозно да ги уништи јадењата, бидејќи има исклучително силен вкус. Ставам една лажичка мелен ким и сечкаме неколку чешниња, мал лук. Ако се големи вашите чешниња, ќе ставите можеби 2 чешниња, не треба да доминира, ама треба да го има. За мене лукот е еден од дар од Бога, буквално. Тоа ги прави богати јадењата и сите оние што не го конзумираат, мислам дека пропуштаат исклучително многу. Ке го иситнете. Верувајте, ова е најбезбедната техника, дури може и дете да ја прави. Промешајте ја водата, да биде убаво зачинето. Исклучете го. Не треба да биде под оган и додадете го последниот зачин. Ова е мојата омилена техника за користење на зачини. Имам зрна на коријандар. Ставете малку крпа во даската и истурете целата негативна енергија што сте ја собрале во текот на денот. Барбарски, ама функционално. Не го ставете целиот нормално. Коријандарот е многу силен зачин. Најчесто се употребува во Јужна Америка. Мислам дека тука достасува. Убаво промешуваме. И во водата ќе го ставиме кускусот.
Знаете дека е доволно кога останува 2 прста вода над кускусот. Убаво раз. Ставете го низ целото тенџеро и размешајте го. И ставете го сувото грозје. Сувото грозје ќе биде едно прекрасно изненадување во вашето јадење, меѓутоа мора да влезе да се стави малку во вода за да може да се отпушти, бидејќи сега е комплетно дехидрирано. Ставаме 1/4 чаша, значи не многу, само колку да се појави како вкус и како текстура. Промешајте уште еднаш. Ставете една обична чинија. Традиционално кускусот се прават во земјани чинии и да ја почитуваме традицијата. Ќе го ставиме да отстои 10 минути. Ќе биде готов, ќе видите комплетно ќе набабри, ќе впие целата течност. На крај ќе ставиме малку сол, ќе видиме колку е потребно, малку масло и со вилјушка ќе го раздвоиме. Зрната ќе ги раздвоиме бидејќи ќе бидат силно стиснати впивајќи ја целата вода. Нашиот кускус одмараше 10 минути, набабруваше. Мириса божествено. Целата комбинација на зачини го има исполнето целиот простор. Многу посакувам да го мириснете, да видите како мириса. Иако овие зачини изделуваат екзотично, тие може да ги најдете во најблиската продавница и ние многу често ги употребуваме како цимет, кимот во нашите македонски јадења, но во оваа комбинација ви ветувам дека ќе имате совршено искуство и сензација. Ни треба една вилјушка, бидејќи кускусот кога ќе набабри, тој изгледа како да е една структура и треба само да го раздвоите. И гледате каква е структурата. Се сеќавате дека не го засоливме, сега следува тоа. Засолувате. Засолуваме и проверуваме докаде е нашиот зеленчук пред да сервираме. Нашиот зеленчук е совршено испечен. Кажете ми дека ова не е виножита начинија. Ова се основните состојки. Секако тие може да ги збогатите. Јас денеска избрав, за да ги збогатам, избрав малку бадеми кои ќе ги искршиме, повторно ќе извадиме негативната енергија, малку варен наут, го имате конзервиран, може да го сварите и вие, секогаш внимавајте да го покиснете пред да го варите, бидејќи така нема да добиете крцкава структура, и ренден морков и на крај ќе ставиме прекрасно мноштво на зачини, коријандар свеж, нане и макдонос. Ќе работам се во истата чинија и потоа ќе сервирам. Ќе ставиме малку кршени бадеми, повторно со онаа варварска техника, која мене ми е omilена. Крпата ја ставате за да не ви се, бидејќи кисичката е тенка, може при чукањето да ви се разлета, да ви се скине, за да остане целата содржина внатре. Го избрав бадемот, бидејќи и тоа избрав солен бадем, бидејќи ми фали крцкава структура кога ќе гризнете, за да го имате феноменалното чувство и целокупната сензација, мора да ги имате сите текстури. Покрај боите, покрај мирисите, потребна ви е текстура за да имате совршено искуство. Ставате бадеме. Ќе додадеме варен наут, цели парчиња, ренден морков, една рака, мојот беше поголем, и ова ни е основата на нашиот прекрасен кускус. Кажете ми дека не изгледа совршено. Ќе земеме една чинија за сервирање. Ќе ставим основата. Целиот ќе го ставам. Нека има. И полека ќе го редиме зеленчукот. Ќе ставиме од се.
посолувате и ставате малку бибер. И на крајот, вкруната, нашите свежи зачини. Ставаме коријандар, грубо исечкан, од толку што го сакам, а многу ретко се наоѓа. Годинава си ветив дека ќе го насадам и ќе го произведам за да го имам цела година, ќе ги ставам и дршките. Дршките се многу ароматични, не се толку цврсти како на Макдоналдсот. Коријандарот има малку поостар вкус, меѓутоа или го сакате или не го сакате. Јас ви советувам да му дадете шанса. Потоа, нането, го извадиме. Бидејќи овие гранчиња се многу поцврсти, би било потешко да се конзумираат. И нането ќе го исечкаме. Малку е потегаво, затоа мора да го соберете на како купче. И на крај нашиот Макдоналдс. Исто, дарижливо. Нашиот прекрасен куп од источниот свет. На крајот, ништо не може без прекрасно маслиново масло. Нашето маслиново масло од Витаминка. Бидејќи кускусот е традиционален за источниот свет, мене, како што ви кажав, за да имате вистинско чувство на сензација во вашата уста, јас би подготвила и еден хумус. Многу лесно се подготвува. Јас имам готов. Во некоја од следните емисии ќе ви покажам како да го употребите, како да го направите сами. Еден хумус. Ставете го во чинија. Бидејќи хумусот се прави од наут, ставете неколку парченца наут. Ставете, каде ми е солта, сол. Црн бибер. Ставете маслиново масло. И за боја, многу малку црвен пипер. Ова е рецептот за денеска, а следно ќе ви ја подготвам мојата хариса торта, која е повторно рецепт на Блискиот Исток, се прави за одредени прослави, а е наједноставниот рецепт кој можете вие да го направите. Нашите состојки стигнаат пакет мка и за тоа ни се потребни 6 јајца, кокос, вода, шеќер, млеко, ванилин шеќер, брашно и пецило. Толку едноставно. Најпрвен ќе подготвиме шербет. Шербетот класично македонски, во источна варијанта. 2 шолји вода ставаме загреано тенџере, заедно со 2 шолји шеќер. За да имаме убав вкус, ванила. Го забораваме едно 10 минути, односно шербет како шербет.
Целата количина треба да се преполови и тогаш шербетот е готов. Во меѓувреме да ја направиме нашата торта. Најпрвин ќе ги сматиме јајцата. Потребни ни се 6 јајца. Јајцата не ги матиме посебно. Апсолутно не употребуваме никакви плюс вештини. Ставаме само во една чинија и со маталка убаво ќе ги соединиме. И јас се надевам дека за следната емисија ќе имам соодветна маталка за вас. Само грубо промешајте ги, да се соединат жолчките со белките. Кога матите јајца, има една финта. За да не се уморите, матите со маталка, најпрвин од глоб, потоа од рамо. Од глоб, па од рамо. Така никогаш нема да се уморите и ќе направите пена, која можете да ја ставите дури врз глава. Толку. Прво ставаме влажни намирници, па потоа ставаме суви намирници. Ставаме 2 шолји млеко. Една е, бидејќи е поголема, вие ќе ставите 2 нормални шолји млеко. Убаво ќе помешате. Ставаме 2 чаши масло. Повторно мешаме. Да се соедини. На крај додавате 2 длажици прашок за пециво или тоа е отприлика кесичка и пол од она што се продава на нашиот пазар. Додавате 2 шолји шекер, многу едноставно се запамти рецептот. 2 шолји млеко, 2 шолји масло, 2 шолји шекер. Го промешувате и шекерот. И на крај последните состојки мислам дека 2 шолји брашно. Да не направиме облак од брашно, ќе го додаваме споро. Кога не би било пред камери, би ги додала наеднаш и тука би имало облак од брашно. Шербетот исто така си крчка, мириса прекрасно на ванила. Во македонските традиционални јадења обично ставаме и малку лимон. Во овој нема да ставиме, бидејќи сакаме да доминира ванилата и кокосот. Еве како изгледа смесата. И на крај ќе додадеме кокос. Зачувајте, ставете цела кесичка 100 грама кокос, меѓутоа зачувајте малку за да го декорирате до згора. Малку задржавме за декорација. И убаво промешуваме. Смесата е малку погуста од јогурт, меѓутоа поради присуството на масло доста е сјајна, тогаш знаете дека е готова. Нема да ја печете во намастено тавче, бидејќи има 2 шолји масло и таа никогаш нема да се залепи. Ете. Нашата хариса торта. Просто. Свива на тавче, измешајте, испечете, попарете. Имаме една голема тепсија и истурете. Целата торта ја истурате во плехче и толку.
Печете 30 минути на температура од 175 степени. Ке знаете дека е готова кога целата површина ќе добие карамела боја изглед. Меѓутоа, за да бидете сигурни дека внатре е испечена, бидејќи се работи за потечна структура, буцнете се на чепкалка, извадете ја. Доколку има оставено на чепкалката, има остатоци од тортата, таа треба да се пече уште некаја минута, меѓутоа внимавајте да не ја изгорите. Доколку користите вентилатор, знаете секогаш 10-15 степени треба да ја намалите. Нашата хариса торта се печеше 30 минути на 175 степени и имаме прекрасен резултат. Вака треба да изгледа и вашата. Ја сечете на триаголници. Кога ќе ја сечете на триаголници, тоест на баклави му доаѓа тоа, за да изгледа убаво. И ја попаруваме со нашиот шербет. Целата да впие. И со преостанатиот кокос декорираме и имаме прекрасно источно задоволство. Се надевам дека денес ви се допадна изборот на моите рецепти и ќе се охрабрите да направите нешто различно, нешто вкусно, нешто миризливо, нешто сензуално. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.